дечки, како сте? Јас сум Стефан и добре дојдовте назад на мојот YouTube канал. Како што можете да видите по насловот на овој видео, ова се вашите претпоставки за мене кои требаше да снимам претходната недела, но заборев дека веќе почнав да го правам тоа туторијалот како ги правам моите thumbnails и ова видео остана за оваа недела. Исто така и заборавив, па не направив доволно скриншоти од вашите претпоставки, имам само 15 сега. Па да не одолговлекувам многу со најава, не заборавете да ставите лайк на ова видео и доколку се уште не сте сабскрайбнати на мојот YouTube канал, не заборавете да го направите тоа со кликање на subscribe копчето доле. Па ајде да почнеме. Прва претпоставка е малце досаден, ама паметен. Па за паметен не знам баш, ама досаден зависи за кого како. Следната претпоставка е многу си добра особа што во ова време е реткост. Па сакам да им помагам на луѓе кои не ги познам, не, мислам физички да им помагам, туку на пример ако им треба помош со почнување на YouTube канал, колаборација за некој TikTok, за некој YouTube видео, сакам да им помагам на луѓето. Секогаш пробувам да им одговорам на нивните пораки, па ако ви треба нешто помош, пишете ми на Instagram на нешто пишете ми и ќе ви вратам ако знам да ви помогнам. Третата претпоставка е дека сум дигнат. Не би рекол дека сум дигнат бидејќи не се фалам, ништо не правам. Не знам како дојде до тој заклучок дека сум дигнат човек, па би кажал дека оваа претпоставка не е точна. Четвртата претпоставка е дека сум фин човек. Како што кажав, сметам дека сум фин, сакам да им помагам на луѓето. Не се карам многу, но ако ми пукне филмот или ми дојде веќе до тука, тогаш бегај. Потоа човек со многу потисната лутина. Не сметам дека имам многу потисната лутина, бидејќи ако сум лут во моментот ја се избувнувам и ја бадам лутината, не ја чувам во себе, не сакам да си имам последици после. Порано имав многу потисната лутина, исто така си имав проблеми и со притисокот тогаш заради таа потисната лутина и мене докторката ми кажа, не ја држи лутината, туку развикај се, нешто прави, што треба многу енергија. Следната претпоставка е дека сум мачкар, да. Дефинитивно ова е најточното нешто. Но не би рекол дека сум само мачкар, бидејќи сакам и кучиња, ги сакам сите животни. Потоа следната претпоставка е дека сум креативна личност. Не сметам дека сум баш многу креативна личност. Порано пишував многу текстови, ако ги најдам некогаш, ако ги соберам, дефинитивно можам некоја книга да извадам, но не ги чувам. Не тоа дека не ги чувам, поточно ми се расипа претходниот компјутер каде што ми беа сите тие текстови. Имаше еден куп, почествував на сите надпревари. За ликовно не ме биваше баш, но имам земено 2-3 награди за ликовни надпревари. Ако се смета ова јутубов како креативност некоја, тогаш да, исто така и TikTok, мислам треба да си креативен за да правиш видеа. Осмата претпоставка е дека сум луд. Не сум луд, не правам ништо вау. Туку си правам до одредена граница, до тука. Никогаш не сум ја преминал таа граница. Деветата претпоставка е преточно. Мислите дека сум образован идиот. Идиот сум, дефинитивно, не сакаш да ме видиш кога сум идиот. Образован, па да. Поминав одлично и во основно и во средно. Сега да видиме на факултет како ќе поминам. Потоа сметате дека сум наивен човек. Не сметам дека сум наивен човек. Не паѓам на тие ефтини финти, не верувам во се, па не знам како дојдовте до тој заклучок дека сум наивен човек. Следната претпоставка е дека сум супер човек, креативен и смешен. Супер човек, па не знам, тоа моите пријатели ќе кажат. Креативен го одговорив тоа во претходната претпоставка, смешен. Како дојде до заклучок дека сум смешен, не знам, бидејќи видеата ми се вака sit down, ненормално, муабет, не знам. Може би сум смешен? Имам многу специфичен вид на хумор, што не сите го разбираат, па може би ако си еден од нив сметаш дека сум смешен. Следната претпоставка е мислам дека си човек кој сака да е главен. Точно е дека сакам да сум главен, но исто така и не сакам да сум главен, бидејќи ако си главен доаѓа многу одговорност со тоа. Сакам да ги упатам луѓето на некој прав пат. 13-та претпоставка е дека сум будала. Може да се каже. Потоа мирен. Па да, мирен човек сум, не пушам, не пијам многу. Не се дрогирам, никогаш немам пробано ни дрога, ни цигара, ни ништо. Па да, мирен човек сум. И последната претпоставка, мислам дека потоено сакаш да им се одмаздиш на луѓето кои ти имаат сгрешено нешто. Ако ми имаш сгрешено нешто, дефинитивно до сега ти си имам одмаздено. Ти денеска нешто си ми сгрешил, до утре веќе јас сум ти се одмаздил. Дали тоа било прекид на контакт, дали сум ти ја вратил услугата по наводници. Дефинитивно сега за сега немам луѓе на кои сакам да им се одмазнам нешто, но гледај да не ми сгрешиш, бидејќи ќе си го добиеш строго. Па тоа е тоа за овој видео, се надам дека ви се допадна. Ако ви се допадна, не заборавајте да оставите лайк и додека сте таму споделете ова видео со вашите пријатели и сабскрајбнете се на мојот YouTube канал. Па се гледаме во наредното видео. Чао!